Патничкиот сообраќај генерално, не у Македонија, значи генерално, значи public service obligation или субвенционирање од страна на државата кон патничкиот сообраќај во поголемите железници и низ Европа и веќе у регионот да не зборам. Значи ретко каде патничкиот сообраќај е профитабилен, осим со веќе нова модернизација каде што се пуштат брзи пруги и слично. Меѓутоа на конвенционален, да го наречам, патничкиот сообраќај, секогаш државите го субвенционираат тој, бидејќи од јавен интерес. Како и да чудно звучи, исплативоста на патничкиот сообраќај, конкретно кон Кочани или кон Кичево, ние не сме популација од неколку милиона луѓе. Меѓутоа, кога проценуваш за јавен интерес, ти свесно влегуваш и као држава кој треба да го субвенцираш, меѓутоа од јавен интерес да држиш одредени што повеќе транспортни можности како за економијата, така пресе и за граѓаните и генерално функционирањето во државата. Тоа е една работа. Меѓутоа има една добра работа, условно речено, не условно речено, него добро е што дојде моментот да сега и наредните десетина години железницата е на највисок приоритет како на Европа, така и на сите останати. Штом Европа ќе ја нарече железница зелен транспорт, мислам тоа сега збори. Ќе се иде на новата линија за брза пруга, меѓутоа репарирање и зајакнување на постоечката. Таа постоечка ние си имаме колку имаме негде 40 на километри и едноставно да направиме додека се работат тие проекти, додека се планира, додека е градбата у тек, тоа не значи да ние треба да го чекаме тоа. Значи, со едно инвестиционо репарирање на пругата, да се пушти линијата Скопје-Белград. Ако продолжиме со оваква координација од наша страна, јас сум повише неко оптимиста дека до крај на 25-та година. Во посериозно ниво. А во тек на 25-та да може. Има еден друг момент, за разлика од пред 20 години. За разлика од пред 20 години и нашите комши и на север и на југ не бе у таа кондиција. Сега е поинаку. Сега се они отидени побрзо и сва среќа што ние сме помали и можеме многу побрзо да се исконектираме. Од тој аспект сум оптимист.